Интач со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Мисијата на Интач Министрис и доктор Стенли е да ги водат луѓето во растечка врска со Исус Христос. Многу е важно секојдневно да комуницираме со Господ. Имаме дистрибуирано повеќе од 3500 devotional во Камерун. Ако можете да ги натерате луѓето да размислуваат и да расудуваат библиски, ќе го промените лицето на една нација. Проучувањата на Интач службите ми помогнаа преку оваа трагедија во нашите животи. Тоа само ме натера да се фокусирам на денот. Интач Devotional е месечно списание што го испраќаме по пошта до повеќе од милион луѓе само на англиски, како и на шпански. И тоа е посветено за секој ден напишано од учењето на доктор Стенли. Мислам дека една од основните причини што го правиме тоа е дека ни треба водство. Нашата мисија е да ги водиме луѓето во растечка врска со Исус Христос. Можеме да го испраќаме бесплатно секој месец. Тие одат низ цела Америка и Канада. Само во печатена форма. Еден од нашите најголеми фокуси е да се увериме дека ова е тука за нашите партнери. Исто така е и на нашата веб страница во 12 часот на вечер. Во 5 часот наутро испраќаме електронска пошта до над 170.000 луѓе. Се наоѓа на нашата апликација, а секаде каде што може и го ставаме. Секој има своји различни рутини и дисциплини. Некои луѓе сакаат да го слушнат, некои можеби ќе сакаат физички да го држат. Ние сакаме да се увериме дека што и да сакате, го имаме за да можеме да ве поддржиме вас и вашата врска со Христос. Јас сум навистина благодарен што Интач вели: "Ворете, ќе го ставиме овој материјал во ваши раце, а вие добро искористете го." Тоа е голема привилегија. Devotional е содржина извлечена од Божјото Слово, која навистина комуницира со потребите на Божјиот народ на постојана основа. Господ ми даде јасна страст да допрам до оние кои не го познаваат Христос, меѓу моите и пошироко. Организацијата што ја водам, а тоа е Hope Outreach International Ministries, води медицинска клиника. Некаде околу 2003 година беше првиот пат кога налетав на материјалот Intouch Devotional. И знаете, беше едноставно одлично. Тоа беше преполно со практичен животен материјал кој трансформира и ангажира. Јас реков, ова е толку добар материјал, како да го добиеме? Така, секој месец добиваме околу 50 такви доставини на мојата домашна адреса. Значи, само во последните 5 години гледате повеќе од 3000. Процесот овде во магазинот е, ние ги добиваме и треба да им ги обезбедиме на оние на кои им служиме. И така, она што го правиме е, ги испраќаме во странство, за да се погрижиме сите оние на кои им служиме да го добијат материјалот. Секогаш одговорот што го добиваме е, дали можеме да имаме повеќе. Делот што навистина ме возбудува и ме мотивира да сакам да го испратам овој материјал таму. Тоа ми покажува како да одам од таму каде што сум до каде што треба да бидам. Сето време што го поминав со Intouch Devotional, тоа беше благослов за мене. Ме подготви. Кога некој ќе тропне на нашата врата во 2 часот наутро, тоа не е добра вест. Мажми ми се јави и слегов долу. И детективот ни кажа што се случило. Дека Рики бил застрелан и убиен. После тоа беше замаглување. Само плачевме. Нешто што никогаш не би помислиле дека ќе ви се случи. Тогаш вие станувате една од жртвите. Дали ги кажав работите што требаше да му ги кажам? Дали знаеше дека го сакам? Да, тие работи ти поминуваат низ умот. Ми се слоши од светот. Го испрашував Бога зошто се случи ова. Знаете, јас секогаш се молев за Рики. И тогаш кога тие молитви не беа одговорени како што мислев дека ќе бидат одговорени, едноставно не сакав повеќе да чувствувам. Не знам точно кога почнав да го практикувам Devotional, но тоа ми помогна да ја поминам оваа трагедија во нашите животи со самото започнување на денот со Господ. Тоа беше мојот фокус. Правејќи го тоа, само да бидам со Словото и барајќи од Господ да го води мојот живот низ ова,
Тоа е она што ме поттикна. Мојата врска со InTouch Devotional сега е дека можам да видам толку голем раст во себе. Може би изгледа дека вашиот свет што туку престанал, но Бог ќе ви даде друга цел. Тоа беше таков благослов. Верувам дека предметите во мирување остануваат во мирување. Тоа е вистината и за вашиот духовен живот. За нив да работиме на ова, треба постојано да ни се влева преку читање на оваа содржина. Значи, во основа не е важно во која фаза ќе се најдете. Божиото Слово е релевантно и во таа смисла Devotional дава одговори. Одговори кои се релевантни за вашата конкретна ситуација. Значи, тоа е сеопфатна алатка и луѓето ја сакаат. Тоа ме натера да се фокусирам на денот. Бог го менуваше мојот карактер затоа што го применував Словото во мојот живот. Го читам, а потоа го правам тоа. И тоа е она што Devotionals го направи за мене. Следно на InTouch, предавање на Божјите благослови. Во вакви економски времиња, лесно ни е да бидеме малку себични и да мислиме само на себе. Причината е што секогаш имаме потреби во одреден дел од животот, а имаме и одговорности. И така, прашањето е, како треба ние како следбеници на Исус да реагираме во овие времиња? Па прашањето кое треба да го поставам е ова. Како било во времето на Исус? Што рекол тој? Што направил? Како се однесувал тој? Што ги опоменал да прават? Како им рекол да сочувствуваат еден со друг? Сето ова е во Божиот збор. И кога го читаш Словото и почнеш да го разбираш она кое го велел Исус, апостол Павле и другите, тогаш почнуваш да разбираш. Она кое тој го поучувал не било само за во нивното време, туку она кое го поучувал се однесува и на нашето време. И кога го читаш Словото и почнуваш да разбираш што точно тој вели, вистината е дека ние треба да го живееме својот живот денес, исто како што тој им рекол ним да живеат тогаш. Така, она за кое сакам да зборуваме е ова. Сакам да зборувам за еден од животните принципи кој што е Бог не благословува со цел да бидеме благослов за други луѓе. Тоа е причината. Тој не благословува нас за да бидеме благослов за некој друг. Сакам да свртите во два кратки пасуси. Еден од нив е Ефесјани 4 глава. Овде Павле зборува за христијанскиот живот, како ние треба да живееме и што треба да избегуваме во нашите животи. И доаѓа до овој 25 стих, каде вели: Затоа, отфрлете ја лагата и зборувајте вистина секој со својот ближен, зошто сме членови едни на други. Зборува на црквата. Ако сте гневни, не грешете, сонцето да не зајде во вашиот гнев. И потоа тој вели, слушајте го ова: И не му давајте место на ѓаволот, кој крадел да не краде веќе. Подобро е да се труди, тој мора да работи. Да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Сега, ако свртите во 6 глава од 1 Тимотеј, овде Павле зборува за истиот проблем. Ако забележете што вели во 6 глава во 17 стих, тој вели: Заповеда им на богатите на овој свет да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство, туку во живиот Бог, кој ни дава изобилство се за наслада. Потоа тој вели: Речи им да прават добро, да бидат богати во добри дела, да бидат дарежливи и спремни да делат. Тој вели да не се краде, туку да се работи за да може да се дели. И ако си богат, не треба да задржуваш се за себе, затоа што Бог сака ние да го споделиме и тоа. Така, размислувајќи за тоа, сакам да размислиме за идејата дека Бог не благословил сите нас. Едно од нештата кое тој го имал на ум, кога не благословил сите, е дека ти и јас ќе бидеме благослов за некој друг. Ајде да зборуваме за тоа што е благослов. Ако јас барам од Бог да те благослови тебе, еве што барам. Јас барам Бог да се вмеша во твојот живот на некој начин за твое добро. Можеби за твојата среќа, за радоста во животот или да се снабди некоја твоја потреба. Односно, јас барам тој да се вмеша во твојот живот за нешто во твоја полза. Бидејќи вистината е, Бог сака тоа да го правиме. Тој сака ние да се благословуваме меѓусебно.
И во двата тие стиха кои ги прочитавме, тој ни вели да делиме. Треба да работиме што и да можеме и треба да делиме со другите луѓе кои немаат толку колку нас. Сега, кога размислувате за животот на Христос и начинот на кој тој се гледал себе си, ние го гледаме како Господ, Господар, Цар и слично. Кога тој дојде, еве што рече. Тој рече: "Јас не дојдов за да ми служат, јас дојдов да служам и да му го дадам својот живот како откуп за мнозина." Тоа било сликана за начинот на кој тој служил, одраз на неговата добрина, љубов и милост кон нас. Потоа во една друга прилика, во Лука глава 28, тој вели дека "Јас сум меѓу вас како оној кој служи." Тоа е начинот на кој Исус се гледал себе. Затоа ајде да размислиме за некои нешта што Исус ги направил, кои дефинитивно биле израз на слуга. Кога забележал потреба, тој бил спремен да ја задоволи. Дали тоа значи дека тој ги исцелил сите кои биле болни? Не. Дали тоа значи дека тој ја услишил секоја една индивидуална потреба? Не. Но најверојатно е, бидејќи Библијата вели, тој го знае сечие срце. Но ако погледнете во неговиот живот е период од 3 години на давање, споделување на себе си. Сега, сакам да го слушнете она кој тој го рекол во Божиот збор, затоа што тоа се однесува на секој еден од нас. И така, слушајте, она што ќе го направам е ќе ви дадам стихови за она кое тој го направил за нас, како тој ни има послужено. Потоа сакам да го прочитате стихот кој го следи тоа во момент, како ќе одговорам врз основа на она кое тој го направил. Ајде да почнеме со фактот дека тој нас не спасил. Видете го ова. Тој не спасил нас од нашите гревови и тој ни рекол дека сега е моја и ваша одговорност да одете целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Сега тоа не значи дека ти треба да одиш во Кина или Русија уште утре. Но тоа значи, слушајте, таму каде што живееш, јас и ти сме одговорни да ја споделуваме вестината на Евангелието со луѓето, со тие кои се во нашиот круг. Сега, некои кругови се многу далеку, а некои се поблизу. Некои имаат малку пријатели, имаш луѓе со кои работиш и така оди натаму. Нема разлика. Каде и да живееме, ние имаме одговорност да го споделуваме Евангелието, бидејќи тоа ни го дал тој. Второ нешто е, размислете за ова, дека тој не љуби извонредно. Затоа погледнете во 1 Петрова глава 4 стих 8. A second thing is, you think about this, that he loves us. He loves us supremely. And so look in 1 Peter chapter 4, verse 8. Above all, пред се имајте постојана љубов меѓу себе. Оживувајте си ја љубовта, зашто љубовта покрива многу гревови. Бидете ревностни во љубовта. Со други зборови, не само како си ми се допаѓаш, но ревностната љубов подразбира љубов во акција. Ревностната љубов се изразува. Таа се изразува себе си не само со зборови, туку и во дела. Така, тој не бара од нас да направиме нешто кое тој не го направил за нас. Тој вели, јас те спасив. Јас сакам да ти да бидеш каналот преку кој некој друг ќе се спаси. Јас те сакам и те сакам со ревностна љубов. Јас те сакам доволно за да го дадам својот живот за тебе. И сакам ти ревностно, односно искрено да ги љубиш другите луѓе. Предај се себе за нив на таков начин што тие ќе ја почувствуваат таа љубов. Потоа секако, тој не ги има простено гревовите. Видете го ова, Ефесини 4:32. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Како ни простува Исус? Тој ни простува бесплатно. Ние не мора да молиме и плачеме за Бог да ни прости. А нема ниту еден од нас, без разлика кој си, што може да рече, јас побарав од Господ да ми ги прости гревовите, но тој не го направи тоа. Јас побарав од него 2 или 3 пати, но тој не го направи тоа. Ако ти побараш од него искрено како негово дете, да, тој ќе го направи тоа. Можеби не го чувствуваш тоа, можеби не гледаш ништо различно околу тебе, ти бараш тој да ти прости. Тој вели, ако ги исповедаме своите гревови, тој е праведен. Ти можеш да му веруваш и само тој има право да ти прости. Сега, ако не си верник, каде започнува ова? Започнува со исповедање на твоите гревови, барање прошка од него за своите гревови и прифаќање на неговиот син Исус како свој личен спасител. И тоа прифаќање се темели на фактот дека
тој го платил твојот долг на грев целосно, а не дека ти си доволно добар да бидеш спасен само со тоа што ќе побараш. И така, нашата прошка е од него. Тој вели, ние треба да им проштеваме и на другите. Слушајте, дури како што Бог преку својот син Исус Христос ни има простено нам. Тој ни има простено на секој еден од нас многу нешта, многу пати. И не само тоа, тој ни ги има простено истото нешто многу пати. Јас треба да простам, без разлика што, без разлика кога, без разлика како и без разлика на кого. Нема граница на прошката. Ти велиш, па тоа многу ме боли. Тоа не е проблемот. Колку пати ти има простено Исус тебе? Ако јас би бил еден од неговите следбеници, тогаш и ова е дел од тоа. И потоа, секако, тој не поучува на вистината. Затоа ја знаеме. That is, you have learned many things from the Word of God. You have the responsibility of teaching someone else. You say, but no, wait a minute. Видете го ова. Оној кој се учи на Словото, нека ги дели сите своји добра со оној кој го поучува. Тоа значи, ти имаш научено многу нешто од зборот Божи. Ти имаш одговорност да ги поучуваш другите. Ти велиш, но чекај малку, јас не сум учител. Која е дефиницијата за учител? Некој кој има универзитетско образование и диплома за поучување? Не, внимавајте. Ако ти знаеш нешто кое јас не го знам и сакам да ми објасниш што значи тоа и како можам да го применам во мојот живот, ти току-што ме поучи нешто. Нашиот Бог ни го има дадено Светиот Дух кој не оспособува да ги поучуваме другите луѓе. Има многу луѓе кои можеш да ги поучиш на вистината, на Божиот збор. Потоа, секако, размислете за ова. Тој не утешува. И слушнете го ова кое тој го вели во 2 Коринтијани. Тој вели, благословен да е Бог и таткото на нашиот Господ Исус Христос, татко на секоја милосредност и Бог на секоја утеха, кој не утешува во секоја наша волја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние кои се наоѓаат во какви да е неволја, со утехата со која Бог не утешува нас самите. Ти и јас сме утешители. Ти велиш, па јас не знам што да кажам. Да, ти знаеш. Ти велиш, па како да утешам јас некого? Кога ќе ги видиш дека се во болка, еве што ќе им речеш. Јас само сакам да знаеш дека на вистина се молам за тебе. Јас не го разбирам целосно ова низ кое минуваш, но сакам да знаеш дека можеш да се потпреш на мене. Знаете, вистината е, секој од нас може да го направи точно оно кое Исус го прави за нас и еве ја заповедта. Вистината е дека јас немам избор. Ако сакам да сум следбеник на Исус, тој ги утешува другите. Тој вели, јас ги утешувам луѓето. Охрабрувач, например, тој не охрабрува. Тоа е една од причините зашто јас и ти се молиме. Ние се молиме бидејќи понекогаш се обесхрабруваме или се соочуваме со нешто. Ние само велиме, Боже, ми требаш. Слушајте што вели тој. И Бог на трпението и утехата да ви даде едномислие меѓу вас по примерот на Исуса Христа. Секој има потреба од еден или повеќе охрабрувачи. Некој ми испратил мејл кој јас го видов дури вчера. И си помислив, Господе, се надевам дека ќе имам момент или повеќе денес да им се заблагодарам што ми го испратија тоа. Тоа беше многу охрабрувачка порака за мене. Јас се прашувам, кога беше последниот пат кога ти одлучи? Јас ќе испратам имејл на оваа личност или ќе напишам писмо. Ќе се јавам само за да ги охрабрам. Ти не мора да речеш, сега јас ти се јавив за да те охрабрам. Не зборувам за тоа. Едноставно го правиш тоа. И знаете што? Понекогаш потапнување на рамото или ракување со две раце е многу охрабрувачко за некои луѓе. Но видете, ако јас секогаш мислам за себе, јас и јас, ќе дозволам неверојатна можност да ме помине неколку пати во денот за да бидам охрабрувач ако не сум внимателен. Потоа, секако тој не има прифатено. Му благодарам на Бог за тоа. Тој не прифатил нас. Слушнете го ова. Затоа примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими за Божјата слава. Ако јас прифатам некого, тоа значи дека ги прифаќам оние кои што се. Можеби не ми се допаѓа она кое го прават, можеби не ми се допаѓа начинот на кој тие се однесуваат, но јас можам да ги прифатам како личности кои можеби се во потреба.
Тие можеби се себични личности, можеби се алчни луѓе, можеби се срекни и радосни. И запомнете го ова. Секој еден од нас е прифатен од Бог преку неговиот син Исус Христос и тоа нема врска со нашата заслуга. Тоа едноставно е неговата личност. Тој не љуби. Потоа секако тој е бил многу трпелив со нас. Видете го ова. Со секаква понизност и кроткост, со трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов. Трпете се еден со друг. Секој родител мора да е трпелив. Ние треба да бидеме трпеливи еден со друг. И трпеливоста вели: знаеш што? Јас можам да почекам додека ти го научиш ова. Можам да почекам додека ми простиш. Јас можам да почекам додека се промениш. Можам да почекам додека ми платиш. Со други зборови, можам да почекам. Бог бил трпелив со секој еден од нас. Ние треба да сме трпеливи еден со друг и потоа секако имаме добрина. Истиот стих кој го прочитавме пред неколку моменти. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи си еден на друг. Добрината вели: јас мислам за тебе. Ке се изненадиш како можеш да изразиш добрина кон луѓе кои не го очекуваат тоа, но им е потребно, или им носи радост и среќа или што и да е. Размисли, кога бил последниот пат кога свесно се одлучил: сега ќе направам нешто многу добро за него или за неа. Јас ќе им покажам дека навистина се грижам за нив. Не дека го правиш тоа за да добиеш нешто. Запомни што рековме. Не зборуваме за земање, зборуваме за давање. Потоа секако целата идеја за стимулирање еден на друг. Ајде да го видиме овој стих во Евреи 10:24 и да внимаваме на тоа да се потикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела. Да се стимулира значи да се мотивира, да се потикнува. Со други зборови, како ги мотивираме другите луѓе. Би сакал да ги мотивираш твоите деца да бидат покорни. Сакаш да ги мотивираш да изразат љубов, сакаш да ги мотивираш да бидат љубезни. А што е со нас? Што е со потикнувањето еден со друг? И гледате како луѓето се демотивираат, зборуваат негативно и се критикуваат. Некои луѓе едноставно се родени негативци. Изгледаат дека не знаат како да кажат било што позитивно. Но слушајте, што те мотивира тебе? Што те стимулира? Не е критицизмот. Ние сме стимулирани од што? Од добрина, од зборови на прифаќање и од комплименти кои се значајни. Кога гледаме добри карактеристики во луѓето и го кажуваме тоа, ги стимулираме да прават повеќе добро. Затоа ме слушате кога го велам ова и на вработените. Изгледај најдобро, прави го најдоброто, биди најдобар. Јас сакам да ги стимулирам да се издигнат, а не да бидат просечни. Прави го своето најдобро, изгледај најдобро, биди најдобар, бидејќи ти си представник на Исус Христос. Стимулирајте се еден со друг, односно, работете во нивните животи и зборувајте во нивните животи на тој начин што нешто во нив ќе се издигне за да го постигне најдоброто за кој да се работи. И потоа, секако, тој споделува со нас. И најпрвиот стих за кој зборувавме е во 4 глава од Ефесјани, стих 28, каде тој вели: кој крадел да не краде веќе. Затоа што многу од робовите во тие денови го правеле тоа. Подобро е, вели тој, да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Ајде да ве прашам нешто. Додека го гледате својот живот и начинот на кој живеете, дали би рекол дека си примател или дарител? Дали го поминуваш најголемиот дел од своето време, мислејќи за она што ќе го добиеш? Или најчесто размислуваш за она што можеш да го дадеш? Како можам да дадам? Што можам да споделам? Сега ќе изјавам уште нешто кое не треба да го заборавете. Ме слушате ли? Кажете амин. Кога ќе застанеш пред Господ, кога ќе дојдеш на небото, слушајте внимателно, ти нема да бидеш награден за она што си го добил. Ќе бидеш награден само за она кое си го дал. Затоа би сакал да ви дадам нешто. Јас би сакал да ти ја дадам во овој момент можноста да си ја промениш насоката на животот, вечната судбина на својот живот и состојбата на својот живот. И еве како можеш да го направиш тоа. Можеш да исповедаш искрено дека си грешник, дека си погрешил против Бог и дека не заслужуваш ништо, бидејќи кога ги гледаш своите дела, тие се жални. Кога размислуваш за фактот дека си го одбил Исус Христос за свој личен спасител, така поканата е ова: да побараш Господ Исус Христос да ти ги прости гревовите, да признаеш дека не си му верувал како на свој спасител. Ти си се обидел да правиш добро,
но Библијата вели дека тоа не успева. Тој вели: според праведните дела кои сте ги направиле, никој никогаш се нема спасено. Јас сакам да те поканам, ти да го поканеш Исус Христос во својот живот, да побараш од Него да ти ги прости гревовите, целосно да му се предадеш и да речеш: Господи, јас сакам ти да бидеш во мојот живот. Јас сакам ти да живееш во мојот живот и преку мене. Мене ми е потребна прошка за моите гревови. Јас сакам да одам на небесата кога ќе починам, но сакам и мојот сегашен живот да е значаен. И најмногу од се, јас сакам Исус Христос да биде мој Господ и мој Спасител. Ако си подготвен да побараш, тој да ти ги прости гревовите и да му речеш: јас те примам тебе, Исусе, како свој Спасител овде и сега. Во тој момент, твоите гревови се простени. Од тогаш ти си дете Божјо. Татко, колку сме ти благодарни за твојата љубов кон нас и сите прекрасни начини на кои ти ја покажуваш. Јас се молам секоја личност која ќе ја слушне оваа порака да свати колку целосно, тотално сме ти должни тебе, не за некои нешта, туку за се, за самиот живот, за здивот и се што доаѓа со него. Јас се молам секоја личност која ќе го слушне ова да биде доволно мудра да го предаде својот живот на тебе, татко, преку Исус Христос, твојот син. И јас се молам за се ова во неговото прекрасно име. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.